Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван заменик министр за транспорт и врски. Мојата дискусија сакам да иницирам едно прашање кое што е актуелно и деновите, малку е поврзано и со законите кои што ги именуваме, односно со казите кои што ги намалуваме. И мислам дека овие неколку денови на дело се покажува она кое што ни е реален проблем, поширок проблем во рамки на македонското општество, односно власта и опозицијата кои што се менуваат во изминатите години различно гледаат на еден ист проблем. Например, кога преходно сегашната владеачка структура беше во опозиција, има жестоки критики на тоа како се исчистени патиштата, локалните, сервисните, во рамки на градот Скопје и на општините. Денес истите не зборуваат ништо, ниту на телевизија, ниту на своите фейсбук страници. Мислам дека тоа не е добро. И добро е тука што е заменик министер за транспорт и врски како втор кој што ги координира работите во државата. Добро е што почнуваме во собрание да разговараме за ова и јас сакам да го иницирам да разговараме малку поотворено, поискрено со цел да имаме определени бенефити кои што ќе ги добијат граѓаните, бидејќи сите ние кои што одиме на избори, кои што луѓето не гласаат, претпоставувам дека имаме исти цели, а тоа е да луѓето имаат едни чисти коловози, едни пристојни тротоари, затоа што наистина ова што се случува не е во ред. Не е во ред да немаме стратегија за тоа како и на кој начин ќе се справуваме со непогодите. Не е во ред да поранешен функционер на помалку снег се сликал во 2017, па денес демантира, денес му е добро. Едноставно неконзистентноста на нас кои што се занимаваме со политика е практично една рак рана на ова општество. Сакам министерот за транспорт и врски, односно заменик министерот за транспорт и врски да му предложам неколку работи. Прво треба се превземе, почитувам министер, одговорност во оваа држава, одговорност затоа што ако вие знаете дека пред 10 дена ќе имаме снег, ќе имаме ниски температури, тоа го имавме сите ние кои што користиме телефони, го гледаме времето, кога тука знаевме, претпоставувам дека вие од УХМР сте знаели 2 недели порано дека ќе има измеѓу 20 и 30 сантима снег, дека некаде ќе има над 40 сантима снег и мислам дека требало да бидете спремни, мислам дека требало да ги припремите граѓаните, мислам дека граначалниците наместо да се сликаат како прават нешто, а ништо не прават, требало да пуштат летки до секој еден стан во кој што ќе се образлози која е одговорноста на семејството, која е одговорноста на стамбениот објект, на индивидуалното домување, кој до кај треба да се ичисти, за ние да си имаме во Република Македонија на чиста работа. Овака работите не се во ред. Вие како министерство молчите, никаде ги ве нема, пуштате некој таму директор да зборува дека се е чисто, а при тоа гледаме дека ништо не е чисто. Заменик директорот на Македонија пат наместо да земе да работи засмејува јавноста. Јас се уште не знам кој е директор на Македонија пат. Не убедуваат дека е чисто, а со нова технологија гледаме видеоклипови, еве колеги доаѓаат од Велес, доаѓаат од Куманово, доаѓаат од Охрид, знаеме дека не е чисто. Знаеме дека повеќе од 2,5 дена не врне снег, а се уште не сме успеале да ги чистиме и тоа е реален проблем. Не можеме ние од се да правиме политика. Не можеме да критикуваме жестоко кога сме во опозиција, а кога сме на власт да велиме дека е исчистено. Факт е дека не е исчистено. И факт е дека тоа ни е рак рана на ово општество веќе 20 години. Факт е дека нема механизација. Факт е дека е стара механизацијата. Факт е дека имате чудни набавки на сол. Факт е дека немате една централна набавка за сол да се види колку сол треба на општините, колку сол треба на градот Скопје, колку сол и треба на автопатишта, магистрални патишта. Факт е дека имаме во јавноста 2 договори за 2 скопски општини, во која што општина Сопиште потпишува договор за 3410 денари по тон. Факт е дека по 2 дена општина Карпош потпишува договор за 14.150 денари по тон. Еден набавува за 14.150 денари сол, другиот набавува за 3.400 денари сол. Никој ништо не знае, се е конфузно и на крајот кои си го унесуваат граѓаните. Не можеме вака да се унесуваме без стратегија. Кога сме на власт да молчиме, да гледаме побрзо да се стопи снегот, а кога сме во опозиција да видиме, да викаме и да правиме разноразни пиар моменти. Ова го зборувам за сите и мислам дека редно е да се свести оваа влада, мислам дека редно е да ги почнете да решавате проблеми и вие од транспорт и врски, мислам дека редно е да се разбудите малку од сонот,
Бидејќи јас разбирам ако сте расплинети на 5 работи, да градите некаде автопат, да градите некаде канализации, да градите некаде мостови, да градите некаде енергетски објекти, ништо од тоа не градите, префокусирате се на снегот. Ево ова е лесно. Донесете предлог во собрание, ќе ги намалиме тие 20 милиони евра за привремени вработување дополнителни, баш како тие што ги имавте лани, и ќе купите механизација и ќе го решиме проблемот. Или не сакаме да го решиме проблемот. И треба јасно и гласно да му се каже на овој народ дека едноставно државата не е решена да потроши 10, 15, 20 милиони евра за 3-4-5 дена во годината. И дека тие работи практично се во второстепено значење, во првостепено значење се еден куп непродуктивни трошоци. Ова е сериозен проблем. Еве, секој, независно дали сме власт или опозиција, сите утрово сме излегле на мраз, сме оделе по мраз до нашите возила, сме ги запалиле, полека сме возеле, сме дошле во собранието и паркингот долу е целиот со мраз и снег. И не треба ние тука да измислуваме било што или меѓусебно да се обвинуваме. Дајте како транспорт и врски како да го решиме проблемов. Дајте да направиме конечно една работа која што граѓаните ќе имаат бенефит во оваа држава. И мене ми е јасно сега, владата ќе молчи, ќе имаме друга тема, ќе имаме трета тема, до година можеби ќе има друга влада и така се вртиме во круг. Ова е многу сериозна работа. Ниту имаме транспорт, ниту имаме врски во овие 3 дена во Македонија, ниту меѓу општините, ниту на автопатиштата. Така што апелирам за оваа тема малку повисоко се дигне во јавноста, да се разговара, бидејќи работите вака не ни одат во добар правец. И повторно ќе кажам, да сте некое министерство како преходно да работите 5 автопатишта истовремено или да работите некои крупни објекти во држава, па да не сте имале средства да набавите ова, немате капитални инвестиции, немате ништо крупно, ама не можеме ни патиштава да ги очистиме и ќе го пуштиме таму заменик директорот на Македонија пат да ја засмејува јавноста. Благодарам.